Јас еве имам двајца млади, па ќе ги прашам и овие луѓе овде кои што треба да најават еден убав настан кој што ќе се случува оваа сабота во Младинскиот културен центар. Значи веќе на 4 јуни се случува уште едно издание на второто издание на Младинскиот фестивал Јад Фест. Ајде заедно да ги славиме младите, велат тие. И сега јас морам да искористам оваа прилика, нели ќе бидеме недоследни кон гледачите. Инаку добар ден, му велам на Иван Дургутов, Младински совет на амбасадата на САД во Скопје, и секако добар ден и за Ардита Весели, Младински совет на амбасадата на САД во Скопје исто така. Двајца млади луѓе и не можам да не ве прашам, дали до вас допира некако гласот на сето она што го видовме сега? Колку професорите и професорската фела се навистина некако под работ на сето она што значи нормални примања, па и, како да кажам, колку и да сакате да бидете добар професор, нели кога на крајот на денот или на крајот на сметката во месецот ќе ви се случат некои 39.000 денари, колку што велат зимаат просечно професорите, не е фер. Да, благодарам Кате, благодарам и до Телма за тоа што ни имате овде денес со вас. Однос на прашањето, како млади луѓе сметам дека секогаш треба да изразиме поддршка кон универзитетските професори, кон оние професори кои што ни овозможиле нели да се стекнеме со нашето високо образование, да го заокружиме нашиот образовен процес, така што навистина сметам дека нивната борба е легитимна и дека секоја можност за подобрување на нивниот статус и за нивната состојба и ситуација во општеството е поддржана од мене лично како млад човек. И навистина мислам дека можеби е вистинското време да проговориме за некои работи за кои што ете долго време професорите не разговараат. Да, или молчеле. Да, Ардита, го дели тоа мислење на Иван? Го делам, да, исто мислење со Иван. Сепак, мислам и ние сме биле студенти и ние знаеме колкав труд вложат професорите за да научат, особено во универзитет, каде што ние се оформуваме како млади луѓе. Така да секако треба да ги поддржиме и треба и за нив да има подобри услови за тие да можат нас да научат како што треба. Никогаш можеби не сме знаеле додека не ни кажаа самите дека 39.000 е нивната плата. Навистина е, како да кажам, смешно или поразително. Ајде за убавите работи, ајде за младите, ајде заедно да ги славиме младите е еден прекрасен слоган. После ковидот ќе зборуваме за менталното здравје или ќе се насочиме за сето она што можеби сите не засега. Што ќе ни се случува по 12 часот во Младинскиот културен центар како место за младите? Така, 4 јуни, сабота, 12 часот е почетокот на еден настан кој што ние го нарекуваме Младински фестивал, кој што се случува повторпат, односно својата премиера ја доживеа во 2019 година во предпандемиски услови. За жал, потоа на светот и на младите им се случи тоа што им се случи. Од 2020 и 2021 година не постоја објективни услови за овој фестивал да се одржи. Меѓутоа еве како што споменав 2 години подоцна, со идејата повторно да го организираме овој Младински фестивал и како што го насловивме оваа година слоганот, заедно да ги прославиме младите и сите нивни победи, без разлика колку се тие мали или големи. Да. Што е она, вака подетално може ли да претрчаме ни се она што вие го имате како млади замислено да им се случува на младите пред МКЦ или во МКЦ? Тоа ни беше и концептот, значи во овој Младински фестивал сега да имаме различни активности за нив. Значи да биде тоа целодневен фестивал каде што тие ќе имаат можност да слушаат добра музика, каде што ќе имаме пејачи и групи, бендови, значи кои што се исто млади и на кои им треба простор каде да го искажат, да ја искажат нивната креативност. Исто ќе имаме и сајм на младински организации, значи ќе имаме околу 13 или 14 младински организации каде што тие ќе можат да ја представат нивната работа и да бидат поблиску до младите, значи учесниците на фестивалот кои ќе бидат таму, за да им раскажат за нивната работа и што тие работат како младински организации за и со младите. Исто така ќе имаме и креативен базар или сајм, каде ќе имаме занаетчи и креативци, значи исто кои се млади луѓе, кои и голем дел од нив значи ја започнале нивната работа во време на пандемија, можеби првен како хоби, но после тоа расло на еден мал бизнис, да кажеме, токму поради поддршката што имале од младите луѓе. И затоа сакаме и на нив да им дадеме простор, каде што тие ќе можат тези креации. Тоа така разбирам најчесто. Тие се млади занаетчи, да. Каде што ќе можат да ги прикажат нивните креации на пошироката публика. Значи тие ни се како активности предвидени, исто ќе имаме и дебата.
каде што ќе имаме млади луѓе кои ќе дебатира, значи тие ни се серии на дебати преку кулнија, така се вика. И преку како? Преку кулнија. Аха, добро, да не да сватиме погрешно, да не отида нешто друго и слично, добро. Тоа не е серија на дебати. Исто и ќе имаме сега во Youth Fest на младинскиот фестивал дебата, кај што се поканет и сите млади, значи да дојдат и да ги слушаат и другите млади за нивните искуства и за нивните дипломи, бидејќи и темата на оваа дебата ни е за неискористени дипломи, да кажеме, од неискористени дипломи или дипломирани млади луѓе, така разбирам, ако разбирам добро, да. Колку дипломата на младиот човек всушност му носи можност да се интегрира на пазарот на труд, колку или му е само за во соба, така колку е употреблива, колку е неупотреблива, така натаму. Да. Многу ме интересира што се случува на тие дебати кога младите дебатираат и кога ги кажуваат своите искуства, знаат ли да бидат онака баш отворени? Јас навистина паметам едни убави сега. Не беа убави заради тоа што беа студентски и средношколски протести, но тогаш некако и Топ Цема овде и сите други телевизии ги наполнија студијата со млади и средношколци и студенти, нели, кои што навистина го дигнаа својот глас. И сега некако овој период како да подзаспаа сите, веројатно е време за будење и после ковидов. Да, дефинитивно. Младинската дебата која што е во рамки на овој фестивал оваа година, ја кажавме темата на која што ќе се одржи, всушност вклучува панелисти, говорници кои што се исто така млади луѓе. Дел од нив се во подотнежните фази, да кажеме, од своето образование, дел се бруцоши овие години и така натаму. Идејата е чисто да споделиме колку формалното образование низ текот на неговото траење, меѓутоа и под неговото завршување нуди нешто што е само парче хартија, нешто што е повеќе од парче хартија и така натаму. Овие дебати се секогаш многу интересни да бидат проследени, бидејќи потикнуваат токму од младите за младите. Значи нашата идеја е да овозможиме простор на младите луѓе да ги изразат своите ставови и токму да ги изразат во некој формат пред останати млади луѓе. Значи нашиот таргет публика се млади луѓе, млади лица и генерално сметаме и се надеваме на една убава дебата на оваа тема. Да. Јас морам да прашам сега, можеби возрастните требаше да ги повикате, затоа што од нив пак зависи што ќе им се случува на младите, за младите, каква идеја приказната таму, како одиме со тој дел. После имате некој начин како да допре сето тоа до оние кои што одлучуваат за нас млади, за вас младите, додека сте се уште млади и не сте во процесот? Секако дека има можност, токму ваквите емисии каде што ги презентираме работите кои што ги правиме, сето она што ќе произлези како соопштение и како фотографии и така натаму. И се она што се дебатирало, нели ќе биде добро искуство. Да, како некои мислам дека дефинитивно ќе бидат споделени со пошироката јавност, вклучувајќи ги повозрастните, кои што ги сметаме и за наши партнери во сето ова и сметам дека токму заедно сме тие кои што можеме нели да ги промениме работите кон подобро. Така. Не сме се подготвиле што ќе прашувам, а вие што ќе одговарате, но еве сега предизвик еден, што имате завршено и како вие со дипломата? Таа е само за украс или можеби употребна вредност има? Тази сум да. Значи нема да ви биде преку кул. Да. Добро. Мислам како тази магистрирана. Магистар, добро, имате што да раскажете. Да, јас досега сум ја искористила мојата диплома, така да можам да кажам дека тие години на учење стварно ми ги искористив и беа добри и значи понатаму сега и на мојата работа да се докажувате, така, да. Се докажува. Така да барем до сега мојата диплома сум ја искористила. Не е за украс. Не е за украс. Вашата, Иван. Истото мислење го делам и јас и мојата диплома до дипломски студии, меѓутоа и понатаму од постдипломските студии, сега за сега е се уште употреблива, што значи дека сум успеал да ја најдем употребната вредност или како често пати што знаат да ни кажат кога ќе дипломираме или магистрираме да ја уновчиш дипломата. Да ја уновчиш, тоа е, да. Така што сметам дека ми помогнала во понатамошниот кариерен пат и дека сепак колку и да имаме нели некои недостатоци кои што и претходно ги споменавме во однос на високото образование, сепак не можеме да ја намалиме неговата вредност и да кажеме дека нели целосно се неупотребливи тие дипломи. На крајот на денот се е нели индивидуално колку секој од нас и ќе се потруди таа диплома да му биде употреблива и корисна и така натаму. Така е, да. Кога ве слушам вака, нели
Една е приказната за се она што го имате во глава кога ги гледате младите луѓе кои што се во автобус, кои што се на автобуските постојки, нели, кои што вака ги гледате како комуницираат, а сосема е друга работата кога еве вака млади луѓе со свои идеи, со разработка на таквите идеи, со нешто кое што се прави, ќе ви кажат, па тоа не се веројатно само проблесоци, да си посакаме или да си кажеме дека навистина оние професори кои што денеска ќе ги видиме на платото пред УКИМ и на сите други приватни и други факултети, нели, низ државава, создале кадар кој што може достојно да ги бара своите права или да прави подобри услови за живот. Се согласуваме ли? Па да, се согласувам, јас лично верувам и Ардита и сметам дека токму целокупната организација на овој настан е еден доказ дека конкретни идеи може да произлезат од младите, дека не се младите честопати апатични, како што знае некој да ги нели викаат, нарече, тоа се само тие на Инстаграм, тоа се сите пасивни, нели, дека нешто прикажуваат, само не прават ништо суштински. Баш напротив, сметам дека токму овој фестивал го демантира тоа и покажува дека младите се секогаш тука да понудат и други активности за младите, но и да покренуваат многу важни теми како што е темата за ментално здравје, која што оваа година се трудиме преку сите активности кои што ги имаме на фестивалот да ја акцентираме и да кажеме зошто е навистина важна за секој млад човек. Така. Да се надоврзам со Иван, исто така оставиме простор и за младински приказни, да кажеме, кај што ќе ги прикажеме и успешните млади. Значи, како што кажавте, не е тоа само да седат на Инстаграм, туку ги имаме и успешните приказни, да, каде што имаме приказни од активисти, продуценти млади, и сите, значи, тие приказни кај што ќе ги прикажеме како тие постигнале до тој успех, значи како тие биле активни во општеството за да придонесат и за другите млади. Супер, добро, ви благодарам млади што вака го кривате гласот само фигуративно на овој начин. Ајде заедно да ги славиме младите, мотото, она што ќе се случува веќе, дел од концептот го кажа и моите драги гости денеска, а ваше само да не заборавите, 4 јуни, 12 часот, Младински културен центар е местото на случување, па затоа бујрум и на журка заедно со млади бендови кои што имаат секогаш што да кажат, па и на слушање на вакви приказни на млади луѓе кои што веќе и се успешни, па и за наичи кои што имаат што да ви понудат заради тоа што не седеле со скрстани раци во времето на пандемија и пред тоа, па создаваат нешта со кои што може да покажат дека и на тој начин може да се функционира во светот, но и за младинската дебата која што веројатно ќе донесе од млади за млади. Како беше? Биди? Не, преку кул, да, преку кул, извинете, да, преку кул, да, ќе ни покаже какви се искуствата на младите, па ќе се слушаат од другата страна, ќе ги слушаат младите, но секако јас посакувам и повозрастните да слушнат за да создадеме сите едно поубаво општество.